благодарам Богданка. Драги мои кривопаланчани, драги мои ценети сопартици, другари и другарки, ценети гости, почитуван председател на Социјалдемократскиот сојуз, доктор Венко Филипче, мој драг другар и ценет пратеник Љупчо Николовски, почитуван професор доктор Јордан Михайловски, почитувани членови на Социјалдемократскиот сојуз, ќе ве замолам вечерва тука со еден громогласен аплауз до Крива Паланка на нашиот председател доктор Венко Филипче. Да му посакаме топло добре дојде, но и да му испратиме најсилна порака вечерва тука од Центарот за култура, дека овој победнички караван на Социјалдемократскиот сојуз тргнува од Крива Паланка и не запира, туку ќе пратиме порака на убедлива порака и од тоа денеска во следните неколку месеци. Тоа, председателе, и јас и сите присутни вечерва ви го гарантираме. Чест ми е што Чест ми е од тука што започнува враќањето на Социјалдемократскиот сојуз на победничкиот караван. Исто така, чест ми е што вечерва од тука, од срцето на Крива Паланка, од победничка Крива Паланка, започнува трибината наречена Мугра на слободата. Исто така, чест ми е што вечерва Социјалдемократскиот сојуз ја организира ова трибина од револуционерна Крива Паланка, револуционерна Крива Паланка од градот кој што го даде правенецот од народно-ослободителната борба Христијан Тодоровски Карпош, нашиот сограѓанин кој што на своји 17 години во народно-ослободителната борба го положи својот живот за татковината и со тоа не обврза секој еден од нас како вечен аманет да си ја чуваме и да си ја сакаме и татковината и државата. И затоа денеска на сите тие пред нас кои што се вложиле во оваа слобода им должиме се, за да со нашата работа им се одолжиме одговорно, често и посветено и тоа онака како што знаевме да го правиме во изминативе неколку години. СДСМ како никогаш досега е потребен повторно на Македонија. Затоа што СДСМ и Социјалдемократскиот сојуз од секогаш бил тој кој што знаел да ги носи и најтешките и најгорчливите одлуки. Одлуки кои што значеле и државотворна партија и државотворна идеја. Без при тоа да водат сметка на својот личен рейтинг и без да водат сметка на личниот политички рейтинг. Денеска сме сведоци на само една година од превземањето на централната власт, тотална и катастрофална неспособност на актуелната политичка гарнитура. И затоа денеска, како никогаш повторно, е повторно Социјалдемократскиот сојуз од тука, од Крива Паланка, да испрати пораката дека многу наскоро се враќа на победничките патеки. Почитувани и драги мои сограѓани, денеска кога го подготвував говорот за вечерашната трибина, напишав прецизно, внимателен, подготвен говор. Но искрено имам дилема дали е потребен таков говор. Затоа што пред своите луѓе не треба говор, туку треба срце. А кога сум тука пред вас, пред моите кривопаланчани, секогаш ми говори срцето. Затоа што тогаш е најсилно и најсветло. Затоа што и вечерва, и било кога претходно, секогаш ви се обркам и со срце, и со чиста душа. Со зборови кои што не тежат, туку со зборови кои што се искрени. Најпрвен ќе ми дозволите да ви се заблагодарам
што и вечерва сте дел од овој настан. Ќе ви се благодарам и за целокупната ваша поддршка и лојалност во изминатиот период. И токму таа ваша поддршка, токму таа ваша лојалност е нешто најсвето кое што треба да го чуваме како зеницата во окото. Токму таа ваша поддршка, токму таа ваша лојалност е најголемиот дар и најголемата основа и гарант за секој успех на Социјалдемократскиот сојуз, а верувам дека и вечерва вашето присуство е доволен гарант за следните предизвици кои што ќе предстојат токму на Социјалдемократскиот сојуз. Денеска кога го подготвував и говорот за вечерашната трибина и кога мислав на што да се осврнам во делот на говорот, денеска со гордост можам да застанам пред секој еден од вас и да кажам дека работевме честно, работевме посветено, работиме и се уште работиме за да градот денеска не изгледа така како што не изгледа, за да денеска секој еден од нас со гордост раскажува и се гордее со сопствениот град. Токму нашата работа и нашите резултати не се во зборовите, туку исклучиво во работата. Затоа вечерва ќе говориме, како што кажав, искрено и од срце и ќе говориме со факти. Крива Паланка денеска е синоним за уреден, модерен и најбрзо растечки град кој што се развива во државата. Денеска Крива Паланка е најчист, најзелен и најуреден град во државата. Нашата Крива Паланка беше град на културата и покажавме како значи и што значи да се носи со организацијата на огромни културни манифестации, но како може и културата да биде во функција на локалната економија. Ние сме единствената општина која што успеа да донесе по новите години генерален урбанистички план на градот, план кој што го носиме по речиси 50 години, план кој што отвара нови можности за урбан развој на градот. План кој што денеска резултатите од истиот се гледаат и се видливи веќе на терен, затоа што речиси по 50 години имаме за прв пат инвестиции од приватниот сектор, а каде што градот навистина ни е пресликан во вистинско градилиште. Крива Паланка, слободно можам да кажам дека ги живее најубавите и најсветлите години од својот почеток. И затоа, почитувани сето ова, го сработивме сите заедно. Вие со вашата поддршка, а ние со нашата работа. Во изминативе 3,5 години реконструиравме, изградивме и рехабилитиравме повеќе од 40 локални и регионални патни правци. Вложивме близу 5 милиони евра во локалната патна инфраструктура. Оваа година ги завршуваме патниот правец кон село Нерав, најоддалеченото село од Крива Паланка. Ќе го реконструираме и локалниот пат кон Калин Камен. Ќе ја реконструираме и централната градска улица од населба Единство до влезот на градот. Ќе реконструираме уште неколку локални улички, со што бројката на реконструирани улици во еден мандат, замислете, ќе изнесува повеќе од 50 реконструирани и изградени улици. Споредбено со било која година, споредбено со било кој период, нешто што ја осликува работата на општината. Испроектирано, обезбедени финансиски средства и реализирани. Тоа ја прави нашата работа посветена и во функција на граѓаните на Крива Паланка. Работевме на уредување на јавни површини, пешачки патеки, изградба на сето она што значеше централно градско урбано подречје. Сведоци сме дека течението на Крива река денеска е главна отслика на што значи уреден и среден град. Го уредивме течението на Крива река со изградба на коритото на Крива река, а еве денес имам можност да ви соопштам дека обезбедуваме и финансиски средства за изградба на пешачка и ролерска патека на потегот од населба Бегови Бавчи до мотел Македонија,
и изградба на 3 пешачки мостови, со што ќе го комплетираме целокупниот изглед на речното корито во централниот урбан градски дел. Во изминативе години ги изградивме и тротоарите на влезот и на излезот на градот. Ја изградивме пешачко-рекреативната патека кон нашиот туристички бисер манастирот Свети Јоаким Осоговски, Бабин дол. Ја изградивме пешачката патека Стара Вада. Сведоци сме дека пред само месец дена ја завршивме реконструкцијата на оградата на градските мостови, со што општина Крива Паланка е една од, може и слободно да кажем, и единствена општина во државата која што вложува средства во реконструкција на градските мостови, кои што се реконструираат по речиси 70 години и кои што ќе бидат новата урбана лична карта на градот. Дополнително вложивме и во уредување на основните и средните училишта, го обновивме дворот на основното училиште во Свети Јоаким Крчовски, во подрачното училиште во село Лукево, исто така од основното училиште Јоаким Крчовски, а денеска сме сведоци дека активно работиме и на изградба на спортскиот терен во основното училиште Свети Јоаким Крчовски во зградата на Партизан, каде што истото ќе биде обновена и фасадната конструкција. Ја реконструиравме и оваа сала, го уредивме интериерот, кој што вечерва се наоѓаме, киносалата при Центарот за култура, а дополнително во изминативе 3,5 години вложивме повеќе од 100 милиони денари во изградба на нови водоводни и канализациони мрежи и во регулација на долови. За само 3,5 години, ова е еден импозантен податок, вложени повеќе од 100 милиони денари, а денеска најавам и инвестиција токму во оваа област, уште нови 1 милион евра, а се однесуваат за до изградба на нова водоводна линија од Крива Паланка до село Конопница, изградба на нова водоводна линија Вирови Грамаѓа долга 9 километри, со што решаваме еден голем, наталожен и деценијски проблем на нашите сограѓани и најголемото село од Крива Паланка, тоа е село Конопница, проблемот со вода за пиење. Дополнително ќе вложиме и финансиски средства во изградба на канализационен систем во село Дурачка река. Исто така, она што е значено да се спомене, дека вложивме и во вложување во инфраструктурата, односно во реконструкција на објекти, како и на локално, така и на државно ниво, каде што општина Крива Паланка и градот доби нова детска градинка во изминативе 4 години, а се однесува на објектот на детската градинка Детелинка, со која што го реконструиравме постоечкиот објект и надградивме нов кат на самиот објект. Пак во долниот објект ги реконструиравме помошните простори, санитариите, го обновивме подот, со што го комплетиравме и тамошниот изглед на тој објект, а дополнително во изминатиот период вложивме и во реконструкција на повеќе од 12, односно изградба на повеќе од 12 детски катчиња, иако во 2021 година од ниту едно, денеска можеме со гордост да говориме дека градот има повеќе од 12 детски катчиња, а во постапка на изградба се 4, и тоа во населба Бавчалак, населба Домачки дол, Осичка мала и технички преглед. Со што исполнуваме уште едно изборно ветување, дадено во 2021 година, дека секој населено урбано место од градот има ново детско катче. Кога сме кај детските катчиња и кај новите содржини, денеска сме сведоци на активни градежни активности кои што се однесуваат на централното градско подречје, а тоа е работиме на подигање на 2 нови паркови. Едниот е во населба Единство, кај комплекс од згради, на површина повеќе од 2000 метри квадратни, градот ќе добие нов урбан зелен парк, а дополнително уредуваме и подигаме нова зелена површина со изградба на спортски терен, со изградба на детско катче во населба Бавчалак. Она што не изостанува е и вложувањето во спортската инфраструктура. Изградивме нов спортски терен во село Мождемјак, нов спортски терен со вештачка трева во
село Конопница, наречено местност Тополки, нов спортски терен со вештачка трева наменето за мал фудбал на спортскиот комплекс, памп трака за велосипедисти на спортскиот комплекс, фитнес зона поставена на спортскиот комплекс, исто така, со што на некој начин го комплетираме ликот на спортскиот комплекс во Крива Паланка, а еве денеска споделувам уште една ексклузивна информација дека во следниот период започнуваме со изградба и на спортските трибини токму на тој спортски комплекс. Исто така, она што е значено е што за прв пат општината покажа грижа за многу категории и граѓани, но и грижа и за спортот, и за спортските работници, и грижа за младите луѓе од градот. За прв пат општината издвоја директни финансиски средства за поддршка на спортот и спортските работници. За прв пат општината издвои финансиски средства за стипендии на успешни ученици и талентирани спортисти. За прв пат општината издвои финансиски средства за поддршка, символична поддршка за секој матурант од градот. Финансиска поддршка за секој првач од градот и обезбеден школски ранец. Она што на мене ми представува вистинска гордост и мерка со која што најмногу се гордеам е што од изминатава година успеавме да обезбедиме исто така за прв пат школски униформи за секој еден ученик од територија на општина Крива Паланка, а со истата таа мерка продолжуваме и оваа учебна година. Ги подобривме и услугите и социјалните услуги кои што ги пружа самата општина. Оваа година обезбедивме 29 милиони денари за социјалната услуга нега и грижа во домашни услови, каде што наши сограѓанки, 40 лиценцирани негователки, пружаат услуга на повеќе од 100 корисници. За прв пат воведовме мерка која што значеше и директна финансиска поддршка од општината за дечиња од социјален ризик за користење на бесплатен одмор. За лицата со попреченост по повод нивниот ден, 3 декември, обезбедуваме ваучер за купување на гардероба во чест на нивниот празник. Мерка која што ја воведовме изминатава година, а со истото продолжуваме и оваа година. Доделуваме еднократна финансиска поддршка и за секој новороденче од општина Крива Паланка. Општина Крива Паланка изготви и проектна документација за дом за стари лица. Истата е на милост оставена кај новиот министер и кај новата централна власт, дали ќе ни ја дадат поддршката, затоа што општина Крива Паланка е целосно подготвена за истата. Во изминатиот период општина Крива Паланка покажа дека има капацитет и дека е лидер во државата во искористувањето на европските фондови од ИПА програмата на Европската унија. Само како податок, во изминативе 2 години реализираме проекти токму од Европската унија, од програмите кои што ни стоат на можност, повеќе од 2 милиони евра. Повеќе од 6 различни проекти во 2 различни програми. Денеска Крива Паланка ја прави една од ретките општини во државата која што има капацитет да реализира европски програми. Ќе споменам само дел од нив на кој што веќе активно работиме. Крива Паланка ќе добие нов адреналински парк на Калин Камен. Денеска е за распишана тендерската постапка, се очекува многу брзо да биде изберена фирма изведувач на градежните активности, што на локација на Калин Камен ќе станеме една од ретките општини во државата и во регионот кој што ќе има свој собствен адреналински парк. Ќе доизградиме пешачката патека од Бабин Дол до манастирот Свети Јоаки Осоговски. Ќе го доуредиме дворот на основното училиште, односно старото училиште во село Градец, каде што во изминатава година го реконструиравме, а оваа година со нов грант, со нов договор ќе го доуредиме, а дополнително со истиот тој договор ќе го уредиме и надворешниот изглед на локалната установа Градски музеј. Со сите овие проекти во еден ист период, во еден ист момент, сериозно покажуваме дека општина Крива Паланка и општинската администрација има сериозен капацитет во искористувањето токму на овие европски програми и европски фондови. Она што сакам да
да го споделам денеска, бевме сведоци, а се однесува на еден од најголемите и најгорчливите проблеми на градот, тоа е недостатокот на доволен паркинг места. Сакам да ви информирам дека и по однос на тоа прашање, општината, општинската администрација активно работеше и се занимаваше во изминатиот период. Изминатава недела бевме сведоци на поставување на камен темелник, со кое што општина Крива Паланка ја добива првата модуларна катна гаража, со кое што обезбедуваме нови 166 паркинг места, а добиваме и објект со намена, со двојна намена, мултифункционална намена за покриен зелен градски пазар во Крива Паланка. За истиот овој проект очекувам дека градежните активности ќе се одвиваат многу брзо и дека до почетокот на месец октомври истата ќе биде ставена во употреба. Она што е значено, а што се однесува на централната поддршка која општина Крива Паланка и градот ја имал во изминатиот период и разлика која што верувам дека секој еден од нас вечерва тука ја прави од изминатиот период е по однос на целокупната онаа регионална патна мрежа и вложување во локалната инфраструктура, регионална и магистрална инфраструктура, со што Крива Паланка патно се обнови, се поврза како стратешка точка на помеѓу две соседни држави, помеѓу два главни градови од Скопје и од Софија на само 100 километри оддалеченост, а тоа е што во изминатиот период се вложи во рехабилитација на регионален патен правец Крива Паланка Страцин и Страцин Куманово, во реконструкција и проширување со нова лента на патниот регионален правец Крива Паланка Девебар, но и со оној капитален и можеби еден од најзначајните проекти кој што е во функција на јакнењето на локалната економија, тоа е експресниот пат Крива Паланка Страцин, или само по однос на сите овие три проекти, замислете, општина Крива Паланка добила централна поддршка, сме го искористиле целокупното наше влијание, затоа што сме изградиле и партиски другари, сме изградиле и пријатели на општината, повеќе од 120 милиони евра. И денеска, драги мои, верувам дека доволно ни е јасно каква одлука донесовме и донесе градот на изминатиот период и што значеше целокупната поддршка и целокупниот третман кој што го имала Крива Паланка. Се тоа немаше да се случи и локалните проекти и државните доколку ја немавме таа централна поддршка и го немавме тој ветар во грб. Но што можеме денеска да заклучиме по една година од превземањето на централната власт на ВМРО-ДПМН? Апсолутно ништо, празна нула на празен лист хартија. Една година, нула исполнети ветувања спрема граѓаните. За неполна година ВМРО-ДПМН покажа тотална неспособност и тотална незаинтересираност за Крива Паланка. Не само што ниту знаат, ниту умеат како да се справуваат со секојдневните предизвици, туку денеска сме сведоци на најголемото историско задолжување кое што го има направено од државата, повеќе од 8 милиарди евра за само 10 месеци од превземањето на нивната власт. И додека граѓаните одвај врзуваат крај со крај, она што можеме да бидеме сведоци е како и Христијан Мицковски и целата влада се шетаат на државни јасли по белиот свет. Не ги видовме еден ден на своето работно место, туку по белиот свет од една до друга дестинација. Денеска, после една година, да се запрашаме каде се сите оние функционери кои што изминатава година оде од врата на врата и им ветува мет и млеко на кривопаланчани. Да се запрашаме дали за само една година Крива Паланка ја посети еден министр. Дали Крива Паланка ја посети и премиерот.
Ги заборавија граѓаните на Крива Паланка како што заборавија за сето она што го ветува за подобар живот. Се што направија единствено е кочење и одбивање на проектите кои што значат развој на градот. Го споменав не случајно проектот, затоа што знам и сум свесен колку е од особено значење за градот, домот за стари лица, за кое што пред недела дена добив една информација која што е тотално разочарувачка, а дека истиот при обезбедени финансиски средства од страна на нашата претходна власт, истиот денеска е тргнат од капиталната програма на Министерството за транспорт и врски. И тоа е еден клучен пример и мал пример за третманот кој што го има општина Крива Паланка за само една година. И затоа денеска се прашувам како ќе им погледнат на кривопаланчани и како повторно ќе имаат доблест и храброст да им ја бараат довербата. Тие си ги погазија и собствените зборови. Ветуваа враќање на името, за да денеска бидеме сведоци како Преспанскиот договор го прославуваат како ремек дело на европската дипломатија. Говореа дека договорот со Бехтел и Енка е еден од најкриминалните договори, а сега сме сведоци дека два пати на истиот ставаат камен темелник. ВМРО ДПМНЕ ветуваше и раскинување на договорот со нашата соседна Бугарија, а веќе слушаме и најави дека веднаш по локалните избори ќе следи подпишување на нов договор. ВМРО ДПМНЕ, драги мои, дојде со лаги и со измами и затоа час поскоро од тука, од Крива Паланка, треба да им испратиме порака дека што поскоро си заменат од власт, толку е подобро и за Крива Паланка и за државата. Драги мои, мора да бидеме и искрени. СДСМ учи од минатото, СДСМ учи од грешките, но СДСМ е и партијата која што има визија. Дали по патот на трансформацијата на Крива Паланка сме направиле грешки? Мораме да бидеме искрени. Да, сме направиле грешки, но никогаш со зла намера. Никогаш заради личен интерес или никогаш заради лично богатење. Единствено сме носиле одлуки низ призма на искрена љубов кон градот и кон граѓаните. И затоа денеска кога ќе се спомне Крива Паланка, луѓето знаат дека ова е град кој што живее, дека ова е место кое што расте, дека ова е заедница која што се сака. Затоа, драги мои, следува одлука. Одлука која што сите ние вечерва ќе ја донесеме тука во месец октомври. А Крива Паланка нема право на нова грешка. Сега не е време за нови експерименти. Сега е време за обединување, за сплотување, на заштита на се што имаме и се што сме изградиле токму за овој град. Затоа ве повикам и вас. Ги повикам и сите наши досегашни сопартијци, кои што во претходниот период по различни основи беа измамени од разни нови политички субјекти, час поскоро да им се вратат и вратите им се отворени во Социјалдемократскиот сојуз. Сега по речиси една година, целосно е јасно со која намена се формира истите тие политички субјекти, дека станува субјект кој што е формиран заради лична заштита од кривичен прогон. Затоа, драги другарки, само сите заедно, рамо до рамо, можеме да победиме оваа несреќа која што се нарекува ВМРО ДПМНЕ. Време да ги оставиме сите на согласување позади нас, време да гледаме напред и кон иднината и кон нови победи. Секој изменет ден и со Христијан Мицкоски и со ВМРО ДПМНЕ е погубен и изгубен ден и за Крива Паланка и за државата. Ајде
да ги поразиме и да ги спратиме во историјата. Нека овој ден, тука, во Крива Паланка, биде почетокот на крајот на оваа ненародна и оваа отуѓена власт. Крај на мачното секојдневие, кој што го живеат сите наши сограѓани. Нека овој ден биде почеток на враќањето на Социјалдемократскиот сојуз на победничките патеки. Нека биде ден во кој што Крива Паланка ќе каже не за измамите, не за лагите и манипулациите, не за задолжувањето на државата и на идните генерации, не за безидејноста. Ајде заедно да покажеме дека љубовта во Крива Паланка е посилна од секоја поделба. Дека ова не е само град, ова е наш дом, ова е наша чест и наш завет. Ајде заедно да продолжиме таму каде што застанавме. Со работа, со срце, со многу посветеност, со план и со визија за развојот на градот. Затоа што, драги мои, Крива Паланка и градот се сака единствено и со работа. Затоа што Крива Паланка и се создава единствено со труд и со деноноќна посветена работа. И затоа што Крива Паланка нема да чека. Крива Паланка ќе продолжи да чекори напред, затоа што Крива Паланка ниту се плаши и затоа што Крива Паланка знаела да победува и ќе победи и овој пат. А победата што ќе издвојуваме нема да биде ниту моја, ниту наша. Таа победа ќе биде ваша. Ќе биде победа на секој еден граѓанин кој што верува во трудот, во работата и во иднината. Да го направиме овој избор час поскоро, избор за Крива Паланка, избор за достоинство, избор за продолжување напред и да не чекаме ниту една минутка. Уште вечерва да испратиме јасна, недвосмислена порака тука од Центарот за култура во Крива Паланка дека СДСМ е цврсто решен во следниот период победнички да се врати, а победата, како што кажав и на почетокот председателе, сите ние заедно ја гарантираме и ќе тргне од североистокот на државата и ќе биде победа која што ќе биде најгласна и најчиста во државата. Да сте ми живи и здрави, да живее Социјалдемократскиот сојуз и да ни живее нашата најубава и победничка Крива Паланка.